Дами и господа, драги пријатели, вечерва пред вас го најавувам човекот кој докажа дека политиката може да биде честна, човечна и посветена на народот. Човек кој секогаш бил меѓу луѓето, кој ги слушал нивните маки и заедно со нив ги решавал. Човек кој верува дека најсилната титула не е функцијата, туку да бидеш човек. Но тој е и лидер. Лидер кој ја врати надежта дека Македонија може да оди напред. Лидер кој во Куманово покажа што значи визија претворена во дела. Лидер кој заедно со својот тим го изгради знам, врз темели на честност, посветеност и љубов кон татковината. Тој е човек со победнички дух, со јасна визија и со сила да не поведе кон промени. Со гордост и огромна чест ве повикувам да го поздравиме лидерот на движењето Знам, Максим Димитриевски. Поштувани присутни, дами и господа, ценето раководство на движење Знам за наша Македонија, кандидати за советници, поддржувачи, симпатизери, поддржувачи од нашиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМНЕ, драг Миро, јас ова нема да го читам. Јас вечерва овде пред вас сакам и од срце и од душа отворено да говорам за дел од онаа што минавме, поголем дел од онаа ни што минуваме во моментов и најголем дел ни што ќе минуваме. Првично, Миро, сакам да ти честитам на успешна конвенција и да ти посакам и на тебе и на нашите сопартици, другари и поддржувачи успех на овие предстојни избори. Ние, драг Миро Лабудович, во твојот лик во центар, најдовме топлина. Најдовме кревок човек. Најдовме истраен човек. Најдовме човек со срце и со душа, човек кој што си ја сака и својата општина и својот град. Човек кој го почитува и езанот и камбаната кога бие. Човек од граѓаните, со сите и за сите. И затоа твојот пат води во една насока. А таа насока е и наша и твоја. Тоа е победа на предстојните избори во центар на движење Знам за наша Македонија. Видете да ви кажам, немојте бројките и присуството да ве обесхрабрува, туку дозволете ви внатрешно уште повеќе да ве мотивира. Затоа што вечерва со вас ќе ја споделам мојата приказна. Пред 4 години ме отпишаа сите. Првиот ден бев сам. Стоев пред огледало, разговарав самиот со себе си и си велам како да направам множина. Другиот ден до мене застанаа двајца. Миро, а јас и ти сме тие двајца. И тоа е веќе множина. А мнозинството е само прост пат на математичка прогресија. И во центар тоа ќе ти се случи. Затоа што ти тоа го заслужуваш. Бидејќи вечерта пред 4 години, кога го формирав општинскиот штаб, со моите тогашни соборци, а бевме многу помалку од вие вечерва овде. Бевме само 20-мина. Веќе за една недела стигнавме до бројка над 700
а за неполни 4 недели до 26.000 поддржувачи и 26.000 гласа. Но ние бевме убедени во нашата победа и силно мотивирани дека таа е конечната цел и може да се допре. Затоа што сепак на избори водиме борба со политички опоненти кои што се само сепак како нас обични луѓе и смртници. И не знаат ништо подобро од нас. Можеби имаат поголеми кампањи, имаат многу поголеми логистики, но ја немаат таа моќ што ние имаме. А тоа е нашиот внатрешен порив и мотив за победа. Затоа што кога го создадовме знам рамо до рамо, сите до еден, како што рече и носителот на листа Барзов, кој што прв пат, но не и последен пат се соочува со политика и предизвиците во политиката. Ние баравме да направиме од граѓаните, заедно со граѓаните, нешто ново на политичката сцена на Македонија. И еве го вечерва е тоа нешто ново. Од овде тргнува, ќе се шири преку центар, низ цело Скопје и ќе допре во секој дом. Но најбитно е да бидеме искрени до крај и силно уверени во собствената волја и борба дека може да се постигне конечната цел. А таа цел е општина центар, но и Македонија да им ја вратиме назад на граѓаните. Да добреме до секој поединец да го почувствуваат тоа што ние го сакаме. Бидејќи кандидатите на знам не се борат за власт, кандидатите на знам се борат за одговорност, да превземат одговорност, да управуваат со општините и да работат во функција на своите граѓани. Затоа што ние излеговме од граѓаните, работиме заедно со граѓаните и ќе работиме за граѓаните и на ниту еден начин поинаку. Во секој твој збор се препознавам себе си, драг Миро. Може би сме различни по карактер, за мене велат дека сум малку пооштар, но имам памок душа како тебе, тешко се смеам, но кога ќе се насмеам исто како тебе, се создава едно чувство дека си се родил за тој човек на кој му се смееш. Ти посакувам да ја шириш таа твоја позитивна енергија низ цел центар. Ни сите тие центарски мала, па дури и пошироко да допрат до секој дом, за да видат кој е тој Миро Лабудовиќ, кој што доби можност да биде кандидат на знам во општина Центар, фаворит, кој што на следните избори ќе извојува извонреден резултат за знам и ќе биде следниот градоначалник на општина Центар. А јас не само тебе, не само Барзов, не само генералот кој што е носител на нашата градска листа, туку и сите вас присутни овде, ве уверувам дека ти со твојата инженерска прецизност, заедно подкрепен со твојот тим на луѓе, ќе бидеш по 4 години подобар градоначалник од Максим Димитриевски, кој што ќе управува со Центар, ќе брои и ќе ниже резултати и Центар ќе го памети затоа што ти тоа го заслужуваш. Но при тоа во оваа борба, барам само едно и од тебе и од сите вас присутни. Оваа маса на луѓе вечерва присутна овде, со оваа убава, позитивна енергија, домачини луѓе познати и во, но и вон Скопје, да излеземе заедно, да му ја дадеме таа поддршка на Миро, да тропнеме на секоја врата во Центар и да им кажеме дека знам го има најдобриот кандидат, не само во Скопје, не само во Центар, туку и во цела Македонија, затоа што наш Миро е од нас, со нас и за нас. Да живее Миро Лабудовиќ, нашиот следен градоначалник на општина Центар, и да живее движење Знам за наша Македонија со сите негови пријатели поддржувачи.
Одиме во победа, бидејќи знам дека и Центар знае, а по изборите и Македонија ќе дознае.